чуварот на клучевите. Бум! Повторно троп. Дадли се стреси и се разбуди. Каде е топот? Рече глупаво. Слушна траскање одзади и тетин Вернон долета во собата. Држеше пушка во раце. Сега стана јасно што имаше во долгиот тенок пакет што го донесе со нив. Кој е таму? Викна тој. Те предупредувам, вооружен сум. Имаше пауза и тогаш трас. Вратата беше удрена толку силно, што сосем испадна од шарките и со заглушувачки удар се испружи на подот. На влезот стоеше джиновски маж. Лицето му беше речиси целосно покриено со долга гривеста коса и дива заплеткана брада. Но можеа да му ги разпознаат очите кои светкаа како црни бубачки под сите тие влак. Джинот се провре во колибата наведнат, така што само главата му го поткачи плафонот. Се наведна, ја крена вратата и лесно ја врати во рамката. Вревата од бурата малку стивна. Се сврте за да ги погледне сите. Толку ли не можевте да клаите по еден чај, а? Патувањето и не беше од оние најлеснине. Отиде до софата каде што Дадли седеше смрзнат од страв. Мртни бе, трупец, рече старецот. Дадли спишти и се стрча да се скрие зад мајка си, стуткана и преплашена за тетин Вернон. А еве го и Хари, рече Джинот. Хари погледна во лутото диво сенчено лице и виде дека зрнестите очи му се собраа во насмевка. Последниот пат кога те видов беше бебуле, рече Джинот. Исти како татко ти, ама очите ти се од мајка ти. Тетин Вернон испушти смешен рапав звук. Господине, ви наредувам веднаш да излезете, рече тој. Провалуват. Сус бедарсли сиво пресушена, рече Джинот. Посегна зад софата и му истргна пушката на тетин Вернон од рацете. Со леснотија ја сви во јазол како да беше од гума и ја фрли во ќошето од собата. Тетин Вернон цивна како згазено глувче. Туку Хари, рече Джинот и им сврте грб на Дрслиеви. Нека ти е среќен рогенденов. Ти дојсов нешто. Може и да су го посегнала, ама арно си е. Од еден внатрешен джеп на црниот капут извлече малку згмечена кутија. Хари ја отвори со трепарливи прсти. Внатре имаше голема леплива чоколадна торта со надпис. Среќен роден ден, Хари, во зелена глазура. Хари погледна кон Джинот. Сакаше да се заблагодари, но зборовите му се изгубија на пат кон устата. Па наместо тоа рече. Кој си ти? Джинот се закикоти. Вистина, не кажав кој сум, шо сум. Рубеус Хагрид, чуварот на клучевите и на дворот на Хогвартс. Подаде на огромна дланка и ја затресе целата рака на Хари. Аман, докај е чајот? Рече тој, триејќи си ги рацете. Давај и нешто појако ако имаш, чу. Погледот му падна на празната решетка со насобраните пакетчиња чипс во неа и профуче низ носот. Се наведна врз каминот, не можеа да видат што прави, но кога се повлече, пламтеше силен оган. Ја исполни целата влажна колиба со трепкава светлина и Хари почувствува како го облеа топлина. Небаре потонал во топла бања. Джинот седна пак на софата, која слегна под неговата тежина и почна да вади се и се што од джебовите на капутот. Бакарно котле, меко пакување колбас, маша, чајник, неколку подскршени шолји и шиша со некаква килибарна течност, од која сркна пред да почне да прави чај. Наскоро колибата се исполни со крцкањето и мирисот на пржени колбаси. Никој не рече ништо, додека Джинот работеше, но додека ги слизнуваше првите 6 дебели, сочни, малку загорени колбаси од машата, Дадли малку се размрда. Тетин Вернон остро рече. Не допире ништо што ќе ти даде, Дадли. Джинот мрачно се закикоти. Аре си е син ти и вака, не му треби поиќе јадење. Му ги подаде колбасите на Хари, кој беше толку гладен, што му се чинеше дека никогаш не вкусил нешто прекрасно.
а сепак се уште не можеше да го тргне погледот од джинот. Најпосле, бидејќи виде дека никој ништо нема да му објасни, тој рече: "Извинете, ама мене се уште не ми е јасно кој сте." "Јас сум Хагрид," рече тој. "Сите ме викаат така. И ко што знаеш ти, јас сум чувар на клучевите во Хогвартс. Ама ти си знаеш се за Хогвартс, така?" "Па не баш," рече Хари. Хагрид изгледаше шокиран. "Извини," брзо рече Хари. "Извини," ревна Хагрид па се сврте кон Дрслиеви, кои се стуткаа во сенките. "Море тие нека се извинат. Знаев дека писмата не ти идат, ама па ич не ми текна дека нема да знаеш за Хогвартс. Зарем не си прашал од каде твоите го научиле сето тоа?" "Сето кое?" праша Хари. "Сето кое?" загрме Хагрид. Чекај малце." Скокна на нозете, во својата лутина како да исполнуваше целата колиба. Дрслиеви се залепија од зидот од страв. "Сакате да ми кажете," им зараше на Дрслиеви, "оти ова дете овде не знаат ништо за ништо?" Хари помисли дека работата отиде малку предалеку. Сепак, одеше на училиште и оценките не му беа лоши. "Знам некои работи," рече тој. "Можам, знаете, да решавам математика и такви работи." Но Хагрид едноставно одмавна со раката и рече: "За нашиот свет мислам, твојот свет, мојот свет, светот на твоите родители." "Кој свет?" Хагрид изгледаше како да ќе експлодира. "Дарсли," затакни тој. Тетин Вернон, кој многу пребледе, шепна нешто што звучеше како цил-цил. Хагрид зјапаше избезумено во Хари. "Ама, мора да знаеш за мајка ти и татко ти," рече тој. "Оти се познати и ти си познат." "Што? Зарем мајка ми и татко ми биле познати?" Не знаеш?" Хагрид помина со прстите низ косата и вџашено го погледна Хари. "Не знаеш што си?" најпосле рече. Тетин Вернон наеднаш си го надојде гласот. "Стојте," заповеда тој. "Стојте, господине. Ви забранувам да му кажете на момчето макар и еден збор." Похрабар човек од Вернон Дарсли би се преплашил од бесниот поглед што сега му го упати Хагрид. Кога Хагрид проговори, секој слог му трепереше од гнев. "Никој пат не си му кажал? Не си му кажал што имаше во писмото што Дамблдор му го остави? Јас бев таму. Го видов Дамблдор како го остава Дарсли. А ти си му ги крил сиве овие години." "Што ми крил?" заинтересирано рече Хари. "Стојте, ви забранувам," панично викна тетин Вернон. Тетка Петунија зина во ужас. "Море, мавнете ми си двајцата," рече Хагрид. "Хари, ти си волшебник." Настапи тишина во колибата. Можеа да се слушнат само морето и свиркањето на ветрот. Подзина Хари. "Волшебник? Како што?" рече Хагрид и седна пак на софата, која заовка и слегна уште пониско. "И баги добар би рекол. Што да бидеш? Ке поднаучиш. Со мајка ти и татко ти како твоите што друго да бидиш? И крајно време е да си го прочиташ писмото." Хари најпосле ја испружи раката за да го земе жолтиот плик, адресиран во смарагно зелено до господин Потер. Подот, колибата на карпата, морето. Го извлече писмото и прочита. "Хогвартс, училиште за вештарство и волшебништво. Директор Албус Дамблдор, редот на Мерлин, прва класа, велик магерсник, главен вештар, врховен магистар меѓународна конфедерација на волшебници. Драг господине Потер, со задоволство ве информираме дека сте примени во училиштето Хогвартс за вештарство и волшебништво. Ке најдете листа на сите потребни книги и опрема. Семестарот започнува на 1 септември. Го очекуваме вашиот був, не подоцна од 31 јули. Искрено ваша Минерва Мегонол, заменик директор." Во главата на Хари експлодираа прашање како огнове и не можеше да рече што попрво да праша. По неколку минути запелчачи. "Што значи дека го очекува мојот був?" "Горгони скапани," Арно ме подсети, рече Хагрид, и со плескање по челото со доволна сила за да ги преврти и запрежен коњ, од другиот джеп на капутот извлече був. Вистински, жив, мощ неразбушевен був.
долго перо и рол на пергамент. Со јазикот меѓу забите нашкраба порака што Хари можеше да ја прочита наопаку. Драг господине Дамблдор, му го дадов писмото на Хари. Утре ќе го водам да му ги купам работите. Времето е за никаде. Се надевам дека сте добри. Хагрид. Хагрид ја замота по раката. Му ја даде на бувот кој ја стегна во клунот. Отиде до вратата и го испрли бувот во бурата. Потоа се врати и седна како ова да беше најобичен разговор по телефон. Хари свати дека устата му беше отворена и бргу ја затвори. До кај бевме? Рече Хагрид. Но во тој момент ти Вернон се уште пепела во лицето, но изгледајќи многу луд, се помести на светлината од окнот. Тој нема да оди, рече тој. Хагрид негодуваше. Баш да видам вакво маголиште ко тебе да му кажеш што може и што не може, рече тој. Што? Рече Хари заинтересиран. Магол, рече Хагрид. Така ги викаме немагични на луѓе ко нив. Си е имал таа несреќа да раснеш во едно семејство на најголемите маголишта што сум ги видел. Се заколнавме кога го видовме дека ќе ставиме крај на тие глупости, рече детин Вернон. Се заколнавме дека ќе ги искорениме од него. Како волшебник, ма немој. Знаевте, рече Хари. Знаевте дека сум волшебник? Знаевте, најнаш крикна тетка Петунија. Знаевте, нормално дека знаевме. Како не би знаеле кога мојата проклета сестра беше таква? Ах, таа доби исто такво писмо и ја снема во тоа училиште. И доаѓаше дома секој празник со джебови полни со јајца од жаби. Претволјаше шоли во стаорци, единствено јас може да видам што беше таа навистина. Изрод. Но за мајка ми и татко ми не беше. Беше Лили ова и Лили она, беа горди што имаат вештерка во семејството. Застана да земе длабок здив и продолжи со тирадата. Се чинеше дека чекала да го каже тоа сите овие години. Тогаш го запозна оној Потер на училиштето и замина и затоа те добие тебе. И секако јас знаев дека ќе бидеш истаков, исто толку чуден, исто толку абнормален и тогаш ќе те молам отиде и се разнеси и ние завршивме со тебе. Хари пребледе. Веднаш том си го поврати гласот рече. Разнесе, ти ми кажа дека умреле во сообраќајна несреќа. Сообраќајна несреќа, загарме Хагрид и скокна толку луто, што дрслиеви бргу се вратија во ќошето. Како бре така сообраќајна несреќа да ги отепа Лили и Джеймс Потер? Срамот, скандал. Хари Потер не си ја знае својата приказка, а секое дете во светот му го знае името. Но зошто? Што се случило? Нестрпливо праша Хари. Лудината се изгуби од лицето на Хагрид. Наеднаш изгледаше вознемирен. Да ти кажам право, не го очекував ова, рече тој со тивок и загрижен глас. Немав поим кога Дамблдор ми кажа дека може да има проблем да дојдем до тебе. Ама не знаев колку многу не си знаел. Ах, бре Хари, не знам дали сум јас тој што треба да ти го каже ова, ама некој мора. Не можеш да појдеш во Хогвартс без да знаеш. Фрли еден загадочен поглед кон Дрслиев. Па вака, најерно јас да ти кажам се што можам, ама има и на ум дека не можам да ти кажам се. Оти тоа е голема мистерија, некои делови. Тој седна, зјапаше во огнот неколку секунди и потоа рече. Се почнува веројатно со личност по име, ама ти сигурно не му го знаеш името, како сите кај нас што го знаат. Кого? Па не ќем да му го кажувам името ако не морам. Никој не ќе. Зошто не? Жими горгоине, Хари. Луѓето уште се плашат. Оф, мори мајко, тешко е ова. Види, имаш еден волшебник кој стана лош. Полош не може. Полош од најлош. Се викаше. Хагрид поодголтна, но не излегуваа зборови. Можеш да го напишеш? Предложи Хари. Не знам како. Добро, ај ќе го кажам. Волдеморт. Хагрид затрепи. Не ме терај да го кажувам пак, како и да е. Овој волшебник пред околу 20 години почна да си бара следбеници и ги најде. Некој од што се плашеа, некој од што сакаа делче од неговата моќ, зашто тој ептен стануваше моќен. Мрачни денови, Хари, да не знаеш на кого да веруваш. Никако да не се здружи со чудни вештерки волшебници. Ужасни работи, Хари. Тој освојуваше. Нормално, некој се свртеа против него. И тој ги убиваше страшно. Едно од ретките безбедни места што остана беше Хогвартс.
Мислам дека знаеш кој се плашеше само од Дамблдор. Не се осмелуваше да го нападне школото, бар не тогаш. А подобри вештерка и вештер од мајката и таткото јас нема видено. Ученик и ученичка на генерација во Хогвартс во нивно време. Мистерија е што, знаеш кој, никогаш не се обиде порано да ги присвои. Изгледа оти знаел дека се преблиску до Дамблдор за да имаат било што со мрачната страна. Може си мислел оти може да ги убеди, може само сакал да ги мавне од патот. Она што сите го знаате дека се појавил во селото кај што живеевте, на ноќта на вештерките пред 10 години. Ти имаше само една годинка. Дошол кај ве с дома и Хагрид одлеташ извлече многу валкано, точкасто шамиче и го издува носот со звук како сирена за магла. Извини, рече тој, ама толку е тажно. Ги знаев мајката и татко ти. Та пофилен луѓе немаше, како и да е. Знаеш кој ги уби. И тогаш, а ова е вистинската мистерија, се обидел да те убие и тебе. Сакал да ја заврши работата чиста или пак, може би дотогаш веќе убивањето почнало да му се допаѓа. Но не можел. Никогаш не си прашал како си го добил тој белек на челото? Та тоа не е обична сеченица. Тоа се добива кога ќе те добри моќна зла клетва. Ги отепал мајката и татко ти, ја урнисал дури и куќата, но кај тебе не успеал. Затоа си познат, Хари. Никој никогаш не преживеал, откако тој решил да го отепа. Никој освен тебе. А ги отепал некој од најдобрите вештерки и волшебници од тоа време. Мекинови, Бонусонови, Приутови, а ти беше само бебче и преживеа. Нешто многу болно се случуваше во умот на Хари. Како што привршуваше приказната на Хагрид, повторно го виде заслепувачкиот плесок од зелена светлина. Појасно од што некогаш го запомнил. И по прв пат во животот се сети на нешто друго. Висока, студена, сурова смеа. Хагрид го гледаше тажно. Јас сам те земав од урнисаната куќа, по наредба од Дамблдор, и те донесов овде кај овие. Еден куп глупости, рече Тетин Вернон. Хари се сепна, рече си заборави дека дрсливи беа таму. Тетин Вернон баш изгледаше како да си ја повратил храброста. Зјапаше во Хагрид и ги стегаше тупаниците. Сега слушај ваму, момче, заража тој. Прифаќам дека има нешто чудно кај тебе, но ништо толку чудно што добар ќотак не може да го излекува. А за сето ова околу твоите родители, па тие беа чудаци, тука нема збор. И ако ме прашувате мене, на светот му е подобро без нив. Добие што си бараа мешајки се со тие волшебнички типови. Токму како што очекува. Секогаш знаев дека ќе го извлечат по дебелиот крај. Но во тој момент Хагрид скокна од софата и извлече излетен розов чадор од натрешноста на капутот, вперувајќи го во Тетин Вернон како меч. Ти рече: ти велам, Дарсли, ти велам, само уште еден збор. Во опасност со таа завреден джин го забоде со крајот на чадорот. Тетин Вернон пак се обесхрабри, се изрмни со дзирот и замолчи. Така е подобро, рече Хагрид. Дишеше тешко и седна пак на софата, кој овој пат слегна до самиот под. Во меѓувреме, Хари имаше уште прашање, стотици прашања. Но што станало со Вол, извини мислам, знаеш кој? Добро прашање, Хари, испари, го снема. Истата ноќ кога се обидел да те отапа. Тоа те прави уште попознат, знаеш, тоа е најголемата мистерија. Стануваше се помоќен и помоќен. Па оти да си замини, некој викаат ти умрел, глупост. Ако мене ме прашуваш, не знам дали имало уш нешто човечко во него за да умре. Ги има и такви што кажуваат ти уште бил таму некаде, демек чекал, ама јас не верувам ти е така. Луѓето што беа од неговата страна се вратија на нашата. Некој од нив како да излегоа од некаков транс. Немаше да можат, ако тој мислеше дека пак се враќа. Повеќето мислиме дека уште е таму некаде, ама дека си ги загубил моќите, преслаб за да тера понатаму. Оти нешто во врска со тебе му дошло до ак, Хари. Таа вечер се случило нешто што не го очекувал. Јас не знам што било тоа, никој не знае. Ама нешто во врска со тебе баш го стаписало. Хагрид гледаше во Хари со топлина и почит што му пламтеа во очите. Но Хари, наместо да се чувствувал задоволен и горд, беше мощно сигурен дека настанала ужасна грешка. Волшебник, тој, како е можно тоа? Го помине животот,
трупејќи го тормозењето на тетин и тетка му со џумки заработени од дадли. Ако навистина беше волшебник, зошто не се претвораа во брадавични жаби секој пат кога ќе се обидаа да го заклучат вкраденецот? Ако некој го поразил најголемиот магепсник на светот, како датли секогаш можеше да го клоца наоколу како фудбалска топка? Хагрид, рече Тивко, мислам дека грешиш. Мислам дека не е можно да сум волшебник. На негово изненадување Хагрид се закикоти. Не си волшебник, а? Никој пат не си направил нешто чудно кога си бил исплашен или луд? Хари се загледа вогнат. Кога подобро ќе размисли, секоја чудна работа што некој ја направил, со што го навлекувал гневот на тетка му и тетин му се случувало кога тој, Хари, бил вознемирен или луд. Кога го бркаше бандата на Дадли, некако завршуваше надвор од нивниот дофат. Мразејќи да оди на училиште со таа безсмислена фризура, успеваше пак да ја порасне. И последниот пат кога го удри Дадли, зар не се одмазди, без дури ни да свати дека го направил тоа? Зар не му пушти боа констриктор? Хари погледна пак во Хагрид, насмеа и вида широка насмевка кај него. Гледаш? Рече Хагрид. Хари Потер не бил волшебник. Само малку стрпи се, па во Хогвартс ќе станеш познат дури и да трепнеш. Но тетин Верно не се предаваше без борба. Зар не ти кажав дека нема да оди? Зашишти тој. Ќе оди во гимназијата Стоунвол и ќе биде благодарен поради тоа. Ги прочитав тие писма и му треба секакво ѓубре, книги со магија и стапчиња и... Ако решил да оди, маголиште како тебе нема да го спречи, заража Хагрид. Да не му даеш на синот на Лили и Джеймс Потер да оди во Хогвартс токмак еден. Името му е пишано таму уште од кога е роден. Ќе оди во најдобрата школа за вештарство и волшебништво во светот. 7 години таму и нема да го препознаат. Ќе биде со деца како него и ќе учи најголемиот директор што Хогвартс некогаш го имал. Албус Дамблдор. Нема да плаќам некоја мртната стара будала да го подучувам магични трикови, викна тетин Верно. Но конечно предара. Хагрид замавна со чадорот низ воздухот. Никогаш, згрми тој. Не го навредувај Албус Дамблдор пред мене. Профучи со чадорот низ воздухот и го впери во Дадли. Имаше блесок од виолетово светлина, звук како пукање на петарда. Остар вресок и следниот момент Дадли танцуваше на местото со рацете врз дебелиот задник. Завиваше од болка. Кога им сврте грб, Хари виде извртено свинско опавче како штрчи низ дупката од панталоните. Тетин Верно наржеше. Ги одвлече тетка Петунија и Дадли во другата соба. Фрли еден последен преплашен поглед кон Хагрид и ја тресна вратата задни. Хагрид погледна надолу кон чадорот и си ја погали брадата. Не требаше да ги изгубам нервите, рече покајнички. Ама и онака не успеа. Мислев да го претворам во свиња, ама толку личеше на свиња што немаше и многу да се поправи. Фрли поглед настрана кон Хари, под густите веги. Би ти бил благодарен да не го спомнуваш ова во Хогвартс, рече тој. Јас не треба да се плеткам со магија, да ти кажам право, ми дозволи ја по некоја за да одам со тебе и да ти носам писма и такви работи, што е една од причините зошто ја прифатив работава. Зошто не смееш да правиш магија? Праша Хари. Па јас бев во Хогвартс, ама ми избркаа да ти кажам право, во 3-та година. Ми го скршија стапчето наполу и такви работи. Ама Дамблдор ме остави како ловочувар. Голем човек е Дамблдор, да знаеш. Зошто ти избркаа? Веќе е доцна и утре имаме многу работа, рече Хагрид гласно. Мора да одиме во градот да ти земеме книги и друго што ќе ти треба. Го соблече дебелиот црн капот и го фрли кон Хари. Можеш да си дремнеш по тоа, рече. Не замерувај ако малку се поврголит. Мислам, оти може да имаш по некоја глушец в джеп.